Од шарената револуција најавија дека нема да ги прекинуваат протестите за време на летото. Велат дека еднаш неделно ќе има по еден голем протест заради поголема масовност. Во меѓувреме зависи од развојот на настаните, ќе се организираат и герила акции и помали протести. Мислам дека така ќе има поголема масовност на протестите и протестите ќе почнат да се зачестуваат. Протестите ќе се зачестуваат се повеќе и ќе стануваат се помасовни се додека тие не ги исполнат на нас барањата. И во зависност од кога ќе ги исполнат дел од барањата или нема да ги исполнат, тогаш се уште не знаеме точно што ќе се случува и што ќе правиме. Масовно присуство на протестите најавуваат и од левица кои цело време се дел од шарената револуција. Воедно од левица информира дека протестен собир ќе организираат во среда пред основниот суд 1 Скопје, каде што треба да се одржи судењето на нивните членови Здравко Савески и Владимир Куновски. Едно од барањата на шарените е токму ослободувањето на приведените демонстранти. Нивната судска голгота, ако можам така да ја наречам, продолжува, значи се уште ќе бидат во процес и има индиции дека ќе се одолговлекува колку што е можно повеќе нивното судење. Позитивната страна на тоа е што ги ослободи од безсмислениот куќен притвор кој траеше некаде 50 дена, но сепак се уште не се ослободени од вина, се уште ќе треба да се докажуваат за штетата и така. Од шарената револуција дават поддршка на студентскиот пленум, воедно ги повика граѓаните да дадат поддршка на барањата на, како што велат, обесправените студенти. Инаку протестите на шарената револуција, почнувајќи од 13 април, континуирано траеа месец и половина, пошто движењето Протестирам одлучи да го смени начинот на протест со организирање на еден порадикален протест и со ненајавени акции со блокирање на улици.